Речи се и да нема човек кој не слушнал за големиот пророк Нострадамус, но малкумина слушнале за големиот македонски предскажувач на еднината, дедо Зафир од кратовското село Шопско Рудари. Зафир се родил во втората половина на 19 век и целиот свој живот го поминал во родното село. За разлика од Нострадамус кој напишал книги со пророштва, дедо Зафир бил неписмен човек и своите предскажувања не ги оставил на хартија. За него дознавме од пензионираниот свештеник Трајче Здравковски, кој потекнува од истото село и долги години богослужил во црквите и манастирите во Шопско Рудари. Тој ни раскажа како Зафир во 1919 година преку сновиденија ја открил локацијата на црквата Ротонда, за која археолозите утврдија дека е изградена во 6 век. Кога отише кај дедо Завира, дедо Завир ни рекол: деца, мајко, тука има една голема црква, вика, неоткриена, ги собра селаните, кои со лопати, кои со казми, и почнале и по негова директива биле откриени темелите на црквата. Пророкот Зафир во 1934 година го предвидел атентатот и смртта на кралот Караџорџевиќ во Марсеј, пошто полицијата го затворила и неколку дена минал во притвор. Со ликот и делото на пророкот Зафир се занимава и хроничарот Стефче Доневски, кој ги собрал на купче сите предвидувања на старецот од Шопско Рудари. Во едно од нив тој предвидел дека русокос македонец човечко срце ќе извади во леген и повторно ќе го сошие во тело. Каде он кажал дека русокосо момче ќе изваде човечко срце у леген, дека ќе го сошие со самрџиска игла, дека мртав човек е презборе, тој на време како ќе те разбере да извадеш срце, да вратиш срце. И точно со руката од Соцев камен према Штипе покажал. Новинар му вика: дедо Зафире, да те водиме со нас во Белград, ти голем град, ќе просперираш. И он кажува со изрика: тој сам се укучил, тој сам се научил. Дедо Зафир во една пригода предскажал дека ќе дојде време кога на Македонија ќе изакачат опашка. Толкувачите на неговите пророштва велат дека ова предскажување е во врска со најавената промена на името на државата. Дали ќе се оствари ова негово пророштво, останува да видиме напролет. Јас сум Стефче Доневски од Кратово. 30 години собирам информации од Кратово и Кратовската општина. Луѓе кои се поврзани директно со етнолошкиот дел, луѓе кои ги интересира археологијата, јасновиденијата. Имам соберено повеќе јасновиденија од нашиот крај, како што се јасновидецот дедо Зафир од Шопско Рударе, дедо Коле од село Пезово, Мал Господ Прокопио од село Одрино, Кузе Пекар што е бил од Кратово, Петраче исто е еден од последните кратовски кој е бил јасновидец. И како секако ќе се задржам после на крајниот дел на Гаврил Светогорец, кој почина 1990 година, кој неговото јасновидение е напишено на 24 страни на А4 формат во ракопис. И прво ќе кажам исто неколку податоци за 158 имам соберено од јасновидецот дедо Зафир од село Шопско Рударе, кој е бил црномањес висок човек. Последниот е жив човек што го знае дедо Зафир од Шопско Рудари е Тоде Петрушевски, роден 1924 година од село Димонци. Тоде се уште жив. На повеќе прашања викам: дедо Тоде, ќе те прашам нешто, како е дедо Зафир бил? Црномањес, висок човек, со намален вид, али оде. Тој што ќе ти го каже, значи едноставно треба да знаеш дека ќе видиш. Исто податоците ќе те кажал дека железни кола ќе летат, значи од страцин ќе го видиш. Значи он имал своји негови визуални видувања како ќе биде. Дека ќе дојдеш у град, врата ќе ти се отварат, пари од зид ќе паѓат, човечко срце, русокосо момче ќе изваде. Значи кажува дека дете ќе знае повеќе од стар, како што е чалосам, што е опишено детето. Зублеста жена, трома жена, ќе сече до коска, најверојатно се работи за некоја жена што треба да врше за некоја, вика дури млекото на детето од ќе му го земе, последната трошки од лебо ќе му ги земе. Значи црн плод, црна болест ќе излече, зобница ќе се врате у народ ќе зборе од овој крај на оној крај,
жега ќе дојде, вода ќе се писка, слънце ќе биде со црвена боја, дури 2 слънца ќе се појават, потоп ќе има до прв македонски град, али тоа се све изреки што се кажени, дали се соберени и од првите или од дедовците и од бабите. Како еден од другите податоци ќе кажам за мал господ Прокопиј кој живеел у Одрено, имам книга што е публикуена од страна на Српската академија за Кралевската академија, дека се прави на разговор за Србија, за Бугарија, кој ќе го ослободи овие простори, кажува дека ќе дојде голорук народ на чалми на главата со петокрака. Значи опишено, ова е правен разговор со професор Стеван Симич у Кратово, значи стои на располагање книгата, секој може да дојде да го види, да и дам. Кузе Пекар што е бил у Кратово, е бил свирач на 9 музички инструменти, он е бил неприфатен каде народ. Кажувал дека ќе дојде ден народ ќе си сам купува смрт. Луѓето не може да разбере дека тоа се мотори, коли, дека ќе гине, дека ќе загинуат. Значи он кажувал неговото кажување, значи се што кажал за градот Кратово, дека прираски нема. Има исто еден податок, митрополит што е бил кратовски Михајло, кој си чуват на Света Гора ракопис, кој со воловска кола бил прегнен да шета преку Истанбул, да иде на Светиот гроб. Неговите јасновиденија се кажени дека момчето што ќе дојде од Кратово, ќе се поклони на неговите мошти, ама кога ќе се врате, ќе биде подигнена црква у Кратово, спомен што ќе го носи неговото име. Исто еден од како јасновиците што е бил е Гаврил Светогорец, кој е Мјалче Парнаџиев, роден 1926 година во Штип, на 12.1.1990 година почина. Ја ga иначе лично знам, додека сам учил како средна школа у Штип, али повеќе сам информации собрал од луѓето што се имале директно контакт со јасновидецот. Он е бил многу побожан, духовен, што ќе отиде. Детето е презборило чудотворната фреска, дека он е кажал дека после неговата смрт река на народ ќе дојде улесно, ама ќе дојде преко Кратово. Значи ќе има кој да ги чека, кој да ги пречека, дека и келии ќе се отворе у женскиот манастир, дека црквата Свети Богородица што е во Пробишти, тоа е негово дело, заслуга на негово дело. Точно е опишено митрополитот Илариум дека детето е у школски клуб и што ќе го обнове манастирот, дека монашкиот живот ќе се врате, монашките врати ќе бидат отворени за гостите. Исто еден од директорите за време на Југославија прави еден разговор со Гаврил Светогорец, да вика дедо Гавриле, дали имаш ти желба, животна желба? Да, имам уште една животна желба да идам во Израел. Јас ќе ти дадам пари. Нажалост, вашите пари не се чисти. Вашите пари се народ. Јас собирам податоци, овие ќе ги дам на отец Гаврил и на Лесновското братство, значи од литература, од книги, за понатамошно издавање на Светоцот 22.2.2017 година. Телото на Гаврил Светогорец ќе биде извадено, значи ќе биде захиротнисан за светец. Петраче кој е бил во Кратово, музиколог, педагог, се што е кажал дека ќе дојде дан со мар на грб од овој град на оној град ќе можеш да идеш. Значи, неговите видувања се проценил дека ќе дојде ти момче, ќе дојде дан, ќе палеш, ти ќе гасеш. Неговите се биле кажувања, ипак он имал голем слух за виолина, изучувач над многу деца, бил строг, бил педантан, али да кажеш ти тој време дека од ќе лете, ќе дојде дан како супермен, како наше данаска кажено, тој време не може никој да те прифате за да биде. Еве да кажеш ти, спомени, например, на едно време, некада се, кое време било, да кажеш ти за следните 50 години за технолошки еден толку брз развиен процес дека ќе биде, али кажува дека сепак Фенеру Куќе ќе се врати, наведено да наговестува за некоја оскудевица, за некои
бакрке се траже за лек, е опишено, пишени се оскудевицата за млекото, меду лажичка дека ќе се продава. Значи, тој се следни чекори што не нас чекат. Вика за динар, цел ден треба да работиш. Значи, ќе го снема парата. Опишува дека гол народ, значи се подразбира, тој времето не се можело да се замисли без панталони, без сукња и без шамија, без капа. Сега поново време све не е можело да се замисли жена или муж да се толку испие или толку да биде. Ја ќе кажа 3 легенди што ти ќе ги запишеш, ама нека остане за веки векова Кратово. Јас сум голем пријател со Ангел Јакимовски. И Ангел Јакимовски ми вика, слушај Стефче, ќе ти кажу нешто што сам ја чул. Ја вика само поддржи коњ од Кратово и нашите стари вика чуле дека Кратовската планина горе тоа е Кнежево, Којково и Мирица Зелени град, живеел некој човек видовит. И наши двојца од поддржи коњ решиле да отидат каде нега да и каже судбината што ќе биде. Одиле еден дан, преспале сапалето, продолжиле, ама дошле до Петрева воденица и еден од тие реко, абе слушай, отека он знае јас што мисли дека ќе иду каде нега и што и како, ја века не верувај лъжа да му дам пари или деца да ми оскудеват или да му дам, а еден од комшиите бил по-божен, реко, слушай, тоа е Божја работа. Само што ступнале кој нега, значи 2 дана, 2,5 дана пешки одење до нега, искочило на врата и реко. Тај што рече дека ја не знам и што не нагаѓам и одека знам, на нега не може да му гледам, он нека седе надвор. А тај што е за коде мене нека улегне. И он улегнал внутре му реко, ќе дојде ден, ти ќе живееш у поле. Ти ќе имаш деца, ќе имаш унуци, ќе имаш богати, жито ќе ти притича преку врати. И се стекна некое време, тој се стварно десило, он се оцелил на црнилиште доле у поле, жито нели се, богати са нивите се сере. И овој како рекол, бе, те на мене, не рече, ти мене подгази на воденицата доле, дек се мелаше житото, и ја на тебе не може да ти гледам, заради тој што таквите случаи кои се запишени, овие податоци са ми кажени од Ангел Јакимовски, што го кажува. Нешто друго што сакам да кажу втората работа. У Кратово живеала некоја жена, ама со години го нешто измучувала и рекла, абе слушай, зашо ја не отиду да каде еден гледрас да ми каже. И он стегне се до Сабале рано пут, отиде каде Нома и он само на врата го погледне и рекол, улегни ти у соба, јас се ке дојду. И он рекол, колку време си ти предумисли да дојдеш до каде мене? Ке дојду денеска, утре ке перу, нема да перу, работа имам, немам работа. И они реко, нормално, кој ке дојде ден, ти ке јаваш црн конј. Тој црн конј тебе ке те фрле у меѓу. Првиот муж што ќе го земеш од интерес за пари, ти 2 пати ќе близнеш. Од првиот ќе имаш 2 деца, ќе ги оставиш на прак. Вториот ќе земеш муж, ќе близнеш, ќе имаш 2 мушки деца, ама ќе менеш вера, вода, ќе живееш на град на вода, ама на Сабале вода ќе дојде до твојот кревет, ќе останеш жива. И она дигнала рука. Значи, дигнала. И он и рекол, тебе лъжа, мене истина. Жената ништо не поверувала, ама он кога го испрати на врата рекла, кога ќе добиеш од дубока старост, до кюмбето, кога ќе се подгрееш во кој, кога ќе пиеш една чаша ракија, филмот ќе ти се врати што сам ти јас се кажала. И она рекла да дам пари. Рече, не треба да ми даваш пари, ја не сум за пари, јас сам ти само кажал. Жената, што и он кажал, кога се вратила, кажала дома, здраво и до, болна се врати. Значи, ништо не поверувал. Ама се стекна годините, како она тој га тумачила, дека како може тој време црн конј, нели станаа коли джипови, нели на времето купиш коли, правила судар у меѓата. Со први може децата ги оставила на право, избегала.
со вториот оженила се, добила деца, оженила со градна вода у Охрид. И так кад ти дошло у старите години, так и се филмо врате и рекла, моја е грес, прости ми, ја тебе ќе те споминјам додека си ти жив и ќе ти се одужу, ќе те најду, ќе дое ден на задушница, ја ќе ти раздаду за тоа име. И он када рекол, кад ти дал изреката, демек, с тие зборови кад го испратил, тебе лъжа, мене истина. А она кад се пофалила, здрава ојдо, полна дојдо. И ќе кажа još една, у градо Кратово, Цвета Колобанова ја беше, наплакеше за струја, и вако с еден разговор, прави му молбет и она вика на мене, јашо сам чула од стари и сам учителка била, на сенка ќе му нагасиш, на среќа не можеш да му нагасиш. И ја викам, добро, тетка Цвето, еве колку време се смени, како што, како биде, како е, и она вика, слушай, у Кратово, таткото и мајката беа многу строги по принцип. Демек, сака да кажете девојчето, ти не можеш да го земеш тога, ние ќе ти кажемо за кога ќе се оженеш, како ќе се оженеш, и натиснале демек да се ожене, да биде. Ама, еден ден, некоја жена од планина идејќи и сретне го тук пред коре дека е со како од се иде од чашија и према улицата, према Ганета Циго и према тој на раскрстите го сретне и кажала, рече, вие направите голема грешка за вашата керка, но рече, кад ќе дојде ден да умираш, ќе земеш од нега причешна. И не обрнала внимание како некоја жена, тој да ја го каже. Рече, ти, ја да ти кажу на тебе, дека те кој ќе биде, твојата жена, твојата керка ќе се прежене. И ти кад ќе дојдеш дома на унуците, ќе кажеш кој, ние направимо голема грешка за вашата мајка што се ожени, ние требаше за другога да се ожене, но ете Господ гледа не ви пише, да знаете деца, ние сме направили тај грешка. Ама западне жената стара болест, западне у све, не може да умре, дојде поп, дојде друг, дојде трет. Некоја се бале на мирникој што требало да отиде облечен, школуе, дотеран, у одело требало да замине тоа време, како ката стари геодезија ше да отиде, толку болно станало од кревет да ga виде за да душа испуште. Тие случаи што се биле у Кратово, кои се тако потрезвени биле, како баба Цвета Глобанова што се биле, значи и изреки, може да има и нешто и додавка. Може нешто да има и придавка. Значи, тоа не е нешто спорно за да биде, но за жал школите не се направиле да се собират такви легенди и преданија. Тоа е и не публикуено, и да се напишало и за Свети Георги, и да се напишало за овој све. Значи, на сенка ќе му нагазиш, на среќа не можеш да му нагазиш. И еден пријател мој сега покоен, Трајан Лазаревски, кој нега на Дан Георгију седемо, и викам, дедо Трајане, да те прашам нешто, што си ти чул од старите дедо, баба, некои легенди за селото вакъв, нешто у близина на селото. И он ми кажал, кој слушай Стефче, ја нешто што ќе ти кажа. Наш стар дедо и наша баба Велика кажувале са дека у селото се од памти век зборило
дека од Долна Македонија за Горна Македонија да пренесе пошта некој, тоа време како се поштари и тега, бил натоварен с жито, мед, попутно со сите работи што треба да ги ручи да ги пие, и амането бил залиен у воловски рок восак. Значи овој поштаро не знае на тој време што треба да принесе од заштината. Ама требало да застане, да отиде кога ќе замине Свети Николе, кога ќе дојде од Татомир, треба да фате лево да отиде на Царски кладенец, зашто на Царски кладенец имало стражар што го чува кладенецот за царо што пие, што ладуе, а имало и рудник за вадење. Местото си Днданаска вика Рупи, војската тој вадила руда, а го топила златото на Цоцев камен и царо бил цар Македон. Ама поштаро војнико фате га дъж и пшеницата му прорате, виното му скиселе и устата му испукала за неколку дена со мед. Ама у селото вакъв од памтивек си имало живот. Имало знаци Мирон и Еритон. И дошло време, најдет го они дека залутал човеко, приберат ga дома, ама рекле, слушај, пошто кој нас има царски кладенец, задужен е човек што носе вода за царскиот кладенец, за царо за вода, ај ќе го ставимо до нега, пони натаму нека се оправи. И го одведеле до царскиот кладенец, предале ga на тој стражар. Ама не му го даде, ама повратна информација од царо рекла кој тој што ја донесе му аманет, да остане да живее туј. Царски птици да ране и царска вода да служе на народ и на војска да служе за лековита вода да биде за царскиот кладенец. Дојде после известно време дека тие путни врски биле. Такви податоци за овие легенди има соберено и Илија Китановски, има соберено и Александар Апостолов 72 година у теренските истражувања, ама са тој све у ракопис, не са можеле да се објават. И точно време дојде на идеја се монети на Александар Македонски. Ја уште наш кога повторил прашањето на Дедо Трајан. Дедо Трајане, да те прашам нешто, имало ли е кој наседан живот? И он ми кажа, дете, и мало ли е, не мало ли е, ние смо чуле дека има царски пут, царско село Страцин, царски кладенец, царска царева чешма, ново. Сега тој се од генерации, кажувања, легенди, преданија, соберени, пресоберени, нешто се и додало, нешто се и одземало. Меѓутим, за Дедо Трајан што ми го е кажал, дека местото и ти што имаш оли викендица, местото се вика Лука. Некојаш пут реката била полна со шојки путувале према Пчиње, према Вардар. Значи имало пут за беломорски пут што се иде. Ама тоа се све дел од легенди, научно не е потврдено да се каже, да се истражува, да се види. А важно старите што кажува дека у селото вакъв значило свето место, дека имало и влашки кладенец, подрак од властите стокаше чуват, на Ѓурѓевдан да се овците попрскат, и за царев кладенец кажува дека војската се лекувала и се дава и за царов вода, и за војниците да се мијат. Царски птици, Днданаска постојат у село вакав, орли, гребли, утов камен. Значи тоа е било измеѓу Горна и Долна Македонија, и ако праша сега некој, точно ќе ти каже дека е Горна Македонија и Кратово и Горно Кратово. Јас сум Стефче Доневски од село Шлегово, живеам сега во Кратово 30 години. 1986 година со еден разговор со еден прочуен шивач кој беше воено и курир, извршуваше во судот Трајче Муњата, и еден разговор кој се одвиваше бидејќи јас работев во електрокомпанија дистрибуција, и викам, че Трајче, сакам нешто да те прашам, што си ти чул од стари што се кратовци кажале нешто за Кратово? И он вика, слушај дете, прашањето ти е на место, јас сакам да ти кажу, а ти се стекна време, напиши си, пренеси си, тоа е натамо ти како си знаеш.
избере царштината цар, прогласи се дека е царо и царо после некое време одлучил да го посети царштината со неговите придружници дека треба да направи една обиколница. Од Цариград појде према Кавала и прво ги прати тие неговите у придружба што идет. Населението од Кавала, од тој време како тие што се биле градо, кажале, ние сега имамо многу работа да ги укотвимо бродовите, вие продужите за Солун, тамо ќе ве чекат и ќе ве пречекат. Дојдете у Солун, потражат за прием на гости на пречек дека само ќе дојде и они рекле, слушайте да ви кажемо, ние се спреамо, кај нас ќе има панагюр, толку имамо работа, појдете нагоре према Велес, тамо ќе ве угодите и причекат. Кога дојдете у Велес, прашале ги населението, рекле сега е сезона да собирамо сусам, почињамо со звршење на маслодајна, зетинина да се праве, имамо многу работа како општина, појдете за Куштип, таму ќе ве пречекат, ќе дадете и мет и сусам. И царо не сакал да каже дека е у неговата поврка, имало влезна капија, и на капијата и царо и сите други платиле, рече, не, ние овде што собираме и паќамо, ние треба да се раздужемо на царо, на царштината да се раздужемо. И што улицата поминал и што поминал, се му било нападено. Кад дошо, путува го однесела за Злетово и сретнале некое семејство натоварена кола двуколка со дрва, ама бидејќи реката била разлејана, за да го помине населението, заглаве се двуколката кола, насобере се народ, гледа го и прашал царо, ај прашите ги што оние прават народ, и он рече, ние гледамо како човекот да ги скочи со колата, како се муче, он е силан, он е снажан, нема потреба од наша помош. И царо се запрашал, до сега што сум прошал, де сам се изненадил како овој христијанско население не ќе рука со рука да се продаде. Путто го нанесе спрема Кратово, преко Лесново, Кратово и дадет со најава дека гостите ќе дојдат у Кратово да го пречекат царо. Пречекат го спрема Благој Муњата што кажува сега дека е куќата на Вадо Франц, значи он е спаднал од Таргулица мост, од туј, спрема кажувањето за да појде по чашија надоле и почувствувал многу пријатен мирис на леп, на фурни, на меса, на пастрамајки, спаднет надоле долу чашијата и му сите покажат многу мостови, многу кули, едните мостови биле на градореди, едните биле со срчика. И сите околе нега, секој кој, како нели у град, како таа фела, 10 души што го пречекуваат, одлучиле како да биде некој Трајан Белек да остане за градот Кратово. Ама некоја жена си носила сирење од млаки од згора да улегне на учашијата и цар рекол, прашите го не жена што има желба и отиде прашува, имаш ли ти некоја желба? А рече, ја имам желба да се направи мост, кај ќе си донасам сирењето од планина, да не ми се плаше коњот, директно да отиде. И царо рекол, кој? Ќе си соберете пари, ќе ги унесете с годината. Една година ќе вадете камен, една година ќе цепете, една година ќе носете, една година ќе зидате и не, ја пари нема да ми дам, него вие што ќе си соберете од мостот и за тој ќе си ги направите да биде мост. И е познат како Чашиски мост или Царски мост. Ово е кажено и запишено. Јас сам све запишал на ракопис, а додека тоа е кажено од Трајче Муњата кој беше у суд Корир. Легендата ми има каженото од Петрушевскиот село Демонци, дека во селото Конјух е живеал воденичар Нако, имал 3 сина, дошло време деца нараснале за женитба, бидејќи како имот имал секако жита, ниви, воденици, што за тај крај тој времето е било многу богато. Дојде ред на првиот син, направе свадба, пуште своји да видят како е реакции, дали како чорбаджија, како газда, што ќе кажат. Народ, се убаво беше малку леп. Дојде ред за вториот син, направе свадба, па пуште, па да виде што е, како е, се убаво, малку месо. Ајде сега за третиот све да биде најбогато, да се чуе како чорбаджија девек у тај дел на Шопскиот дел ќе виде како еден газда со воденица со синови
и сега поканени гости и све и на крај распуште повеќе да чујат повратните информации. Се убаво беше, лебо има, месото солено, музиката лоша и он вика на својата жена: "Жено, на овој народ не можеш да го вееш, не можеш да наговееш."